Дали знаете дека на 12 август 1903 година околу 15.000 турски војници и башубозук под водство на Бахтијар Паша почнаа офанзива против Крушево и Крушевската република. Штабот на крушевските востаници по добиениот ултиматум од Бахтијар Паша за да се предадат, одговори: "Востанавме за да се бориме за извојување на слобода за Македонија, а не да се предаваме." Но кога градот се најде во безизлесна состојба, штабот наредил востаниците да се повлечат со цел да се зачува градот од разурнување. Во жестоката битка загинале 32 востаника. Меѓу нив неколкумина се самоубиле. Крушевската република паднала утредента по борбите на преминот Слива и во местноста Мечкин камен. Дали знаете дека во 1904 година браќата Манаки од Битола го отварат студиото за уметничка фотографија? 1906 година учествуваат на светска изложба на фотографии во Синаја, Романија. Таму освојуваат златен медал за фотографска колекција и ја добиваат титулата дворски фотографи на неговото височество Карл I. Постариот брат Јанаки, патувајќи за Париз, Виена, Лондон, за прв пат видел и купил камера од компанијата Charles Urban Trading. Тоа било 300-тиот примерок од серијата Биоскоп. Првите подвижни слики биле од нивната 114 годишна баба Деспина, заедно со другите ткајачки од селото. Од зачуваните материјали и сведоштва на овие први филмски сниматели на Балканот се посетата на султанот Мехмед Рашид V Битола, номадите Аракачани, празнување на религиозниот празник Водици, посетата на принцот Александар на Битола, потоа серија кадри од селски и градски свадби, народни обичаи, ритуали и прослави.